Добре дојде во Брза кучка со Диво Мислав, подкаст кој е во соработка и копродукција со КСП Центар Јадро. Дива избега од ланецот и е подготвена да ве прошета надвор од паркот на дацидните домашни кучиња. Во овој подкаст не само што ќе ви донесеме фасцинантни гости, како и нивните арт доти, ќе ви го приближиме активизмот и ќе се обидеме да ги забележиме сеќавањата на хроничарите на своето време во архивите на нашите биоги и да го диктираме наративот на современата македонска култура. Амбициозно? Секако. Топло ви препорачуваме порции на вам. Секоја епизода е приказна за сама себе и се обидува да ги заслужи непрестаните поплаки со нудење решенја и перспективи и со читање на мапата на домашната култура која ќе ни изнесе на пат кој не води на место во кое се сакаме и од кој сме горди и задоволни. Писатели до сликари, од драпери до викари, Брза кучка има нюх па и слух за темите што се релевантни и ги истражува преку сочни разговори на секојдневни пристапи. Опуштете се и придружете ни се. Културата овде не е само дел од разговорот, туку и самото јадро. Судејќи по тоа што имам слушано и по подкасти и по телевизиски настапи, ти си бил исклучително креативно дете, па и на Facebook кога ги гледам стриповите кои ги постираш често. Кажуваш дека сакаш да дури дека пишуваш книга. Значи не си никако ограничен само на музика. Не, никако. Никогаш, мислам, не знам, музиката од секогаш беше за мене некој основен лост од кој јас се одбивам и правам милион работи. И углавном луѓето ме перцепираат како музичар, што според пака процентуално, според ако земем процентуално статистички, што ја работам најчесто е врзано директно или индиректно со музиката. И музиката и воопшто цела таа нарација, поготово на почетокот на 80-тите, кога растев, целата нејзина нарацијата на поп културата беше некоја основа на која јас се запознав со не толку со реалноста на светот, него со реалноста на што мене ми резонира во главата. И многу од тие луѓе кои пишуваа песни во тоа време, мислам дека онај пост-панк период, new wave период, изобилуваше со луѓе кои музиката ја користат како начин на кој што се изразуваат или изразуваат својата лична политика или начинот на кој што гледаат на светот или начинот на кој што можеби предлагаат дека младите слушатели како ја од тоа време би можеле да гледаат на светот. И сето тоа мислам дека влијаеше на мене да ја музиката ја користам како нарација на мојот живот, на моите пред се општествено-политички, а веројатно потоа и уметнички или било какви согледувања, али пред се општествено-политички. Така да, и денес музиката е негде кај што ја така најкомотно се чувствувам покрај тоа што ја никогаш не би се опишал како музичар и мислам дека тачно таа нарација, она што ми го овозможува музиката ми овозможува да се изразам на најадекватен, веројатно, можен начин или можеби најлесен можен начин, не сум сигурен. Затоа ја користам, така да затоа не би рекол дека сум музичар, или од таму доаѓа целата оваа приказна, но сепак целиот тој не знам дали баш морам да го поврзам тој период на новиот бран со начинот или креативноста во моето изразување, али тогаш баш многу луѓе кои не беа музичари, кои алудираа на многу разни видови на изразување, се занимаваа со музика. И ја никогаш не ја гледав целата работа стриктно музички. Уште од мал пишував многу. Сите овие текстови што ги пишувам се последица на некој изразување на мене од као клинец, тоа пишување мислам дека ми помогна да си го спасам животот на многу начини, значи да можам да го изразам она што го чувствувам внатре. Пишувањето? Да. Имам преполни тефтирчиња со работи напишани од... Меѓутоа ние те знаеме како писател само како
писател на колумни, ако ги ставиме на страна, нели Текстовите текстовите. песни, да. Значи, можеме да очекуваме доколку го насочи своето внимание таму, дека може би и некоја поезија или може би некои кратки раскази од тебе ќе видиме или Во истиот тој период, кога нели, осем нели што пишував, цртав и стрипче, правев милион работи, да не зборам што се сум правил, имам многу работи. Али тој период некако морав да учам и многу македонски поети и писатели и целата таа приказна околу македонските поети и писатели, како учевме за нив, можеби начинот на кој што учевме за нив, за мене беше погрешен и репулсивен, па целото тоа мое пишување беше во контекст као некоја опозиција. Не сето тоа што го учевме беа одвратни македонските поети пред се и поезијата као концепт, ретко кој ми се допаѓа. Зошто мислиш дека беа бирократски, чиновнички писатели или? Мислам дека начинот на кој што ги учевме или можеби како беа представени тој да не е бирократски начин на кој што моравме да ги перцепираме ми правеше да бидеме тоа репулсивни. Многу често темата на која што писателите, поетите пред се, па и писателите пишуваа македонски, темите ми беа одвратни. Целата таа сиромаштија, целата таа порака која сака да пренесат колку е тешко нашето минато, колку голема болка ние имаме, колку многу немаме за јадење и сите тие работи кои очигледно биле вистина долго време во нашата историја, но јас веќе растам во едно време и општество кое што македонците веќе одамна Значи тебе редовно јадат, не? Извини, сакаш да се уште како клинец да се оттргнеш од од приказната за траума. Да. Да. Мислиш дека имаме повеќе приказни од само траума? И мислам дека целата таа комбинација на она што го учев како македонска, барем оваа непосредна историја преполна со болка, обработена од овие писатели и поети, наспроти она што го живеев, а ја не бев некој богато дете. Обично дете од, да речеме, средната класа во 82-3 година, која слуша Дуран, Каджа Гугу, слуша Нов Бран, слуша електропоп и се обидува да се дотирува, да излага, има друштво. Знаеш, сето тоа беше сосема другачие од оно што ја морав да го перцепирам во школа као поезија македонска и сето тоа, знаеш, кога ја сублимирав она што го имав во својата глава и го пишував или имав тенденција да пишувам за нешто сосема друго. И мислам дека животот на македонците треба да биде сосема другачи, во рете да учиме за тешкото минато, во рете да перцепираме таа болка, но во рете и да се осврнеме кон нашата реалност, која веќе не е така болна и да планираме подобра реалност во која што ние и да создаваме нови реалности. И да создаваме нова реалност која нема да биде веќе таква и онда целиот мој концепт на пишување на некој начин е зацкриено, пошто ја многу пишувам цело време, има еден тони напишани работи, али воопшто не ќе да се представам себе ни као поет, ни као... Зошто таа срамежливост? Не е срамежливост, него едноставно е концепт на... Не би сакал да ме перцепираат као поет македонски писател, као овие, нели, таа генерација поети и писатели, а и следните генерации на поети и писатели кои надградува или не надградува воопшто врз она што го прават тие поствоени писатели. Гледам дека и ден денеска, углавном поетите и писателите се сорнуваат на некој чемер, нивниот концепт е тешко е, не знам, никој не ме сака. Значи, ден денес главните поети ни се Кочо Рацин е символ за комплетно не реализирана, не исконзумирана, не изживеана љубов. Значи се работи за една комплетна несреќа. Ја мислам дека денеска во Македонија многу луѓе ја реализираат, ја конзумираат, имаат среќна љубов. Еве, например, ја напишам милион љубовни песни у кои што очигледно резонираат со една исконзумирана, една реализирана среќна љубов. Океј, има разни, ама има и среќна. А денес кој ќе ги видите поетите и писатели се уште се колнат во Кочо Рацин. Ми е тоа одвратно, онака репулсивно ми е. Не верувам дека треба да инсистираме на нешто што е несреќно нешто. И затоа и не гледам на себе као некој поет. Дури сум дошол до ситуација да размислам да издавам некоја поезија, ама не би сакал да издавам само за да не ме перцепираат као поет поради тоа што. Али, окей, претерам, може некој ден нешто ќе издам, али ќе имам добри објаснувања околу тоа, пошто контекстот сакаш да го поставиш, да го... Другачие, таа баш така, контекстот сакам да го поставам другачие, пошто не сакам да бидам дел тој етос на некоја несреќа, некоја неистушираност, тие работи.
Не сте. Далеч не сум. А последната колумна сепак ја отвори со Горан Стефановски, најави некаква духовна сродност со него. Сепак немаш толку, не си во таква војна со македонската литература. Не сум, напротив, целиот мој живот мислам дека постепено градам мировен договор. Се смирувам со нив и се обидувам да ги сватам во сите нивни контексти, да ги прифатам онакви какви што се, заради тоа што цел живот се трудам да бидам ја емпатичен и ако не можам со непријател да бидам емпатичен, не би можел со никог. Се зезам, претерувам, али се трудам да изградам некаков мир и да ги разберам луѓето. Има некои од нив се фантастични писатели, нормално. Има се еден проект кој се вика Поетроника на Андреа Салпе и Оливер Митковски, кој баш зема некои поети од таа прва некоја повојна генерација македонска и ги фрлија во некој модерен контекст музички и се тоа звучи фабулозно, фантастично. Така да кој сум јас да ги спорам на YouTube поетите. може да се најде, така? Да, може да се најде, може да се најде кој издание на PMG Jazz, едно од моите дискографски куки, сега дури најавме пари. Ќе го издаеме тоа и на плоча, ќе биде и на винил, ќе настапат во живо на нашиот джез фестивал кон крај на април, така да тие докажаа дека доколку таа или било која поезија се интерпретира на еден друг начин, не на оној траурен начин на кој што ние сме навикнати таа да се интерпретира, онда таа поезија може фантастично да звучи. Ја дури мислам дека и тој проект Поетроника, например, има она многу силен и едукативен, а и идентитетски апил, што би рекла англисите, или апел. Дали може ми на македонски. Покажува и докажува дека доколку работите ги читаме или ги интерпретираме на еден друг начин, онда би звучало на еден друг начин, така да не се поетите криви, може би контекстот и времето или лошата интерпретација. Но мислам дека претерано се ѕвони и се уште се ձвони претерано на ѕвоната на една несреќа, на една болка, на една тага, дури се злоупотребува во дневно политички контекст, така да би сакал да, или се обидувам да ги тргнам писателите од злоупотребата нивна, него да ги гледам малце по у еден адекватно, може би се чини персонално дека сите ние во тој процес се заљубивме во нашата тага, во нашиот мрак и никак во таа приказна и некако не можеме да се одмакнеме од нејза. И ни одговара заради тоа што на повеќето луѓе им одговара тагата, заради тоа што тагата кажува дека некој друг е крив за нашата мизерија, која и не е толку мизерна мизеријата која сите цел време сме мизерна, е грозна, вака, онака. Не е грозна, ова е најдобриот дел во историјата на македонскиот народ сватен во денешна смисла на зборот. Овој македонски народ као ваков никогаш не живеел подобро него денес, има своја држава, сите имаат што да јадат, што да пијат, можеби некој помалку, некој повеќе, но зборуваме на нашиот јазик, ствараме култура, слободно ја ствараме, така да не е ни толку мизерно као што луѓето сакаат сето тоа да го представат, но оваа болка им овозможува да ја прифрлат одговорноста на некој друг секогаш и мислам дека тоа е многу погрешен концепт. Меѓутоа и не е ни конструктивно, не излегува ништо од низа. И мислам дека мораме да се одвоиме од таа болка, така и се обидувам да ги одвојам писателите од болката која ни ја пренесуваат. Особено ете ме праша за Горан Стефановски, кој исто така растен сум на некоја позиција на целиот негов етос и патос, али малку по-интелигентно прочитан, тој воопшто не е дел од проблемот, напротив е дел од решението. И ова голем проблем е кога многу луѓе го цитираат, го злоупотребуваат на погрешен начин и го прават дел од проблемот. Ако Горан го прочитаме како што треба и го цитираме, ќе видиме дека тоа е дел од решението и почнав токму од тој некоја негова изјава всушност. Која не остава простор за злоупотреба и не остава простор за лошо читање, него е многу прецизна. Така да се обидувам да бидам во баланс со писателите, да не бидам само критика, него и да си го испочитуваш собствениот принцип и али да приметам прво пред себе, да бидам чесен, а потоа и пред другите дека не сум бил најпаметен кога сум растел, него дека луѓето со текот на ова возраста се опаметуваат и можат да ги гледаат работите малку пореално, не само во рамките на своите моментални потреби, него и за да можеме нели да на некој начин да бидеме и објективни, реални и да зборуваме за и околу вистината, мораме да ги најдеме
и нашите грешки во текот на времето. Не сме сите сме луѓе кои сите правиме грешки и мислам дека возраста помага да ги приметиме, да ги регистрираме нашите грешки и да се однесуваме во согласно со тоа. Во последно време работиш, си хиперпродуктивен и можеби секоја седмица имаш нов фестивал, нова дешавка. И во тој процес ги имаш регрутирано во наводници од некоја помлада генерација. Дали мислиш дека помладата генерација успева во таа твоја желба да се малку да се одвоиме од приказната за македонскиот траор? Па ја мислам дека сум хиперпродуктивен цело време од клинец поради тоа што тоа е единствениот начин да ја опстанам во овие услови македонски, а да опстанам со мојата работа. Значи, ја што сакам да го работам, тоа е некоја култура која ја имам регистрирана. Дека сакам да ја представувам и да ја развивам, која не е баш така перцепирана лесно и помогната лесно од околината, нито од оние кои можеби ми можеле да помагаат или би требало да помагаат, нито од публиката која сепак тоа е еден вид, да речеме, по-софистициран ова вид на култура која не е баш за секојдневната публика. Мислам, она е за секоја публика, ама секојдневната публика не така лесно доаѓа и го вложува својот. Дури ни поп културата. Дури ни поп културата, да. Не така публиката во поп културата не така лесно ќе се одлучи да го вложи својот тешко заработен денар во она што ја го нудам као култура. Али мислам дека хиперпродукцијата од друга страна помага и за други работи, така да морам цело време, вие 2 години професионално колку што работам, сум поприлично активен и поприлично хиперпродуктивен. Во последно време како повозрасен успевам да некој осим моето лично фондирање, пошто PMG Recordings или како ќе го крстиме, ова што ја го работам, има многу имиња веќе. И осим своите ресурси кои не се кој знае колку богати, али секогаш се во функција на она што го работам, успева да регистрира и да врбува или да вклопи други некои ресурси, поради тоа што сме хиперпродуктивни и во барење на пари, мораме тоа го правиме. И некако делува дека можеби сум повидлив од било кога со оглед на тоа дека има доста работи, осим оние редовни работи кои ги правам, или издавање, организирање концерти и настани за одредени артисти и за себе, пошто ја издавам доста музика. Во хиперпродуктивна во организација на културни настани. Да, успевам да имам и осим оние редовни фестивали кои ги правам. 2-3 колку се во годината, да правам и некои други настани. Ете, во последно време сум ангажиран околу Силата во младите, која е баш платформа на PMG Recordings, која се фокусира баш на младите, заради тоа што има фантастични млади и мислам дека мораме да најдеме повеќе финанси за тоа да дое подобро до израз, пошто PMG Recordings само по себе очигледно не е доволно на начинот на кој што се имплицира или аплицира во општеството, и под силата у младите успеавме да врземе неколку донатори или неколку луѓе кои сметаат дека тоа е добар концепт да биде помогнат, со оглед на тоа дека мора малку да се трошат пари за да бидеш така видлив. Не може тек така да речеме ние сме PMG, правиме журка и сега сите ќе дојат. Не е тоа така лесно, мора да имаме малку поширок контекст и на артисти и на медиска присутност, за да сето тоа биде, а и на контент и на одредени артефакти кои ги произведуваме, за тоа да биде посериозно видливо и да оставиме нешто, некои артефакти, некои одредени дека сме го правеле, пошто не е доволно само концерт, не е доволно само забава, дури не е доволно и само фестивал, не е доволно и само супер рекламирање, него мора да направиме и некоја плоча, мора да направиме некој издание, немам појма, што све за да тоа има. Така да, хиперпродуктивен сум, се надевам дека сум доволно видлив, мислам дека сум видлив, ќе продолжиме понатаму тоа го правам. И сето тоа, тој тип на видливост и хиперпродуктивност или создавање на тие платформи дозволува да се прокомуницира малку по-содржајно со таа некоја млада. Да речеме,
артистичка екипа и ние покушаваме да ги регистрираме и функционираме, тоест комуницираме со сите тие видови разни сцени, пред се музички, пошто сме тука најсилни, не би можел сега да се зборам за пошироко нешто, пошто немам време, едноставно и нерви, и ни пари за да се расширам подалеку од музика, ама мислам дека има луѓе кои се занимаваат со другите сцени, така да ние ги регистрираме, они 8 луѓе, пошто ние онака тоа го правиме со младите. Но оваа платформа као силата у младите ни возможи да влеземе во некои сцени кај што можеби не сме биле баш превише присутни, таа некоја хип-хоп поп сцена. Па ми изненадуваат супер се младите. Нели рок сцена и некоја електронска. Се обидуваме да влеземе сегде и некој од нив мислам многу од тие луѓе последниве пар месеци комуницирав со 2-3 месеци комуницирав со многу млади луѓе и некои од нив се фабулозни, баш се васпитани, културни, знаат што работат, некои се по бизнис ориентирани, некои се по арти ориентирани. Мене сето тоа ми се допаѓа добро е да има човек артистичка идеја, слобода, артистички концепт, некоја визија, добро да има и бизнес план за она што го работи, заради тоа што... Мене ме радува што размислуваат за бизнис, бидејќи тоа ќе му возможи да бидат самоодржливи и не мора да коленичат никаде. Види, коленичење. Не го гледам ја тоа така. Мислам дека луѓето секогаш треба да идат и што повеќе да се трудат да најдат фондови и да ги користат. Не треба, знаеш, кога се работи за твојот, до пред 10-15 години ќе речев ја коленичење. Сега не, заради тоа што сватив дека малку таа гордост треба да се стави на страна и треба да се видиш која е твојата визија и дека е многу побитна твојата визија него било кој его, било која гордост или како ќе го наричаме се до тоа. Мора да најдеш начин, еве не мора да се пари, али да најдеш начин и услови како ќе ја завршиш својата работа, поради тоа што твојата работа, твојата визија е најбитна. И мислам дека овие деца им е јасно тоа. И мислам дека пуно од нив се имаат нормално своји слабости, али многу од нив се прилично отворени за комуникација и кога на вистински начин ги им подадеш рака, еве као ја, као постар пријател, и кога ќе дојдеш од Агол да им збориш силата у младите, а не PMG, мислам кога ќе увидиш логото на силата у младите, доста кореспондира со PMG Recordings, али мислам дека кога ќе почувствуваат дека директно комуницираме сега на база на тоа што они го работат и кој ќе им го дадеш за право дека они се млади, дека го цениш нивниот импакт и уметнички, и музички и креативни, не ги патронизираш. Не, напротив, баш соработуваме на база на соработка, ја дури ги оставаме овие некои последни соработки сами да го креираат дизајнот, сами да буквално за секој милиметар од работата дискутираме и наоѓаме заедничко решение, поради тоа што сепак ја, знаеш, колку и да сум ја нешто прогресивен, интересен и паметен и не изгледам дека имам 51 година, а имам, не можам тачно да знам кај се движат нивните. Ја би сакал да ги видам нивните духовни, уметнички, креативни состојби, би сакал да кореспондирам она што го работам со нивното согледување на нештото. Исто така они си имаат, осим тие уникатни уметнички и социолошки согледувања, своја публика. И ја таа публика едноставно немам допир со таа публика. Ја би сакал да кореспондирам и да комуницирам со нивната публика, а тоа не можам да го правам ако сум патронизирачки расположен. Исто така сакам да бидам пријател со тие луѓе. Сакам да продолжам со работката, пошто силата во младите не е концепт кој ќе заврши утре. Него мислам дека е платформа која ќе продолжи да постои и која ќе се занимава тачно со тие работи на тој начин, така би сакал да имам и пријателски или не знам, соработнички врски да ги задржам тие врски да продолжим понатаму работам со нив. Така да не ме интересира да патронизирам као што сум бил млади, не сум сакал да ме патронизират, али сум сакал помош, сум сакал канализирање, сум сакал укажување, сум сакал искуство. Така да се трудам да го давам она што јас сум сакал да го имам. Меѓутоа, во видното поле ми улета за несреќа некои критики на тема зашто PMG со некои од артистите кои што се повеќе поп. Значи, зашто PMG се врти на кај поп, а ја не знам, тоа го сватија веројатно како вртење на грб на алтернативната сцена, која мислев дека тој термин веќе е заборавен во историјата, меѓутоа да, ги имаше тие коментари.
Мислиш дека се оправдани или? Мислам дека во прашањето се содржи одговор. Да. Кога рече дека алтернативната сцена отидена во историја. Мислам дека тоа се многу ограничени со гледување. И цел мој живот, од првиот мој ден, па нааму се среќавам со луѓе кои ограничено гледаат на работите, заради тоа што толку можат или заради тоа што тоа им користи во моментот на нивните сврхи или причини. Сакаат некоја негативен вајб да фрлат на кај тебе, па наоѓаат причини и како. Прво PMG никогаш не било ограничено музички. PMG Recordings, ако погледнете, само ростерот има околу 300 изданија на современа македонска музика. Од 98 нааму постои PMG Recordings као лейбл и стои позади било какви видови музики, од електронски, алтернативен рок, класика современа, инди, поп, има доста и поп издадено. Зошто толку анимозитет кон попот? Не знам, заради тоа што луѓето имаат, предпоставам по мене, ова е моја предпоставка сега, имаат многу погрешна перцепција. Тоа што е поп музика, увек ја доведуваат во врска со комерцијала некоја, автоматски ако е комерцијално не значи дека е поп. За почеток, ја гледам на поп музиката као стил музички, кој е, да речем, поп песна за мене е некоја песна која е направена како резултат од различни видови музички искуства и која може да им се допадне на сите луѓе на светот, од најглупавиот до најпаметниот. Тоа е поп песна. И таа приказна кореспондира, нели, порака, кореспондира со... Може да кореспондира. Е универзална. Така. Така да тука не мора да значи дека песната ќе биде комерцијална, која е добра поп песна. Има многу добри поп бендови кои не се воопшто комерцијални, например. Ако гледаме така, ако гледаме као поп култура е многу широк поим. Ако земем PMG Recordings или PMG као појава од 90-тите нааму е една од клучните поп културни појави во Македонија, без разлика, па не есенцијални. Без лажна скромност, така е. И дали сега ние у моментот, да речеме као дел од овој проект кој го работиме, сме искомуницирали со некој као Young Daddy, као Матеј Фолци, као Зипом, и сега треба тука да земеме што е поп, што не е поп, тоа едноставно ни се допаѓа таа. Не може, Young Daddy е поп. Да, а Зипом е добар, он не е поп. Така да, од секогаш главната причина зашто сме работеле со одредени музичари и зашто уопште пропагираме некаква музика е заради тоа што ни се допаѓа. Не навлегуваме во тоа од кој стил е, дали е авангардна, дали не е. Значи, поп, современа класика, джез, електроника, што и да е, ние тоа го работиме и го издаваме. Изборува кажува нешто за нешто добро, нешто паметно за нашето секојдневие, за нашиот град, за нашата земја, за нашата култура, а музиката на Young Daddy, например, кажува. Така да, плюс Young Daddy, која веќе го спомињаме, од сите овие луѓе со кои што се запознав, еден од најдобрите, најваспитаните деца, извореден соработник, и се потпрев на него многу во правец на, нели, да ми даде информации битни, да ми помогне во организација, да ми каже што е добро, што не е добро, што е паметно. Што не е паметно, еден дечко е доста образован и street-wise, а и scene-wise околу сцената, и доста му се јасни работи, он ми помогна многу околу организација на некој дел од овие работи што ги работевме. Така да, тие луѓе што би коментирале нешто така, би било многу попаметно да научат нешто повеќе пред се за себе и за својата култура, а потоа да размислуваат зашто ние соработуваме вака или онака. Сепак ние сме професионалци на сцената и кога ги зимавме во предвид ограничените согледувања на луѓето уште во почетокот на 90-тите, кога почнував мене, знаеш како ми вика у 90 втора, трета, кога почнував, бев млад човек и почнував у Канал 103. Како смееш во иста емисија да ги пушташ Pet Shop Boys и Sonic Youth? Pet Shop Boys беа Young Daddy. Поп, без веза, они беа Young Daddy, а Sonic Youth беа правата ствар. Што, например, од 91-а Behavior на Pet Shop Boys и Guna, Sonic Youth се главните два албума таа година у мојот живот, а и денес се меѓу главните албуми. Така да, сакам да кажем дека ако седиме сега и ги слушаме луѓето, публиката, поготово поограничениот дел на публиката, ова нема веројатно да стигнеме овде денес кај што сме. И мислам дека слободата на толкување на работите и избирањето на естетските и духовните вредности кои ќе ги застапуваме,
успехот да го продолжиме да го правиме тоа по собствен терки, по собствени согледувања, не доведува денеска да бидеме мокри да пропагираме одредена култура која дури и на тие луѓе кои се, да речеме, поограничени, им оди во корист без разлика дали тоа не го знаат или не го знаат. Мислам дека таа не твојот отпор да се извинуваш и твојата одважност прави мета на оние што од страна сакаат да те тролаат, ама мислам дека не дека е фер, меѓутоа си прилично честа мета на тролови. Зошто мислиш дека го предизвикуваш тоа кај некои луѓе? Мислам, дали и самиот тоа го имаш сконтано? Да, апсолутно, уште од прв ден, уште пред да станам тоа што сум, уште од 4-то одделение, бев мета на разни тролови. И работи не знам, веројатно нешто, мислам, има многу објаснување, тоа е многу комплексен одговор. Ај ќе се обичам да имам краток, ќе тргнам од себе, нема да тргнам од другите, заради тоа што предпоставам дека доста од причините лежат и во мене, а од секоја што бил некој такво мало дете направено некако по свој согледување сум се дотирал, сум се правил и бев интересен уште од мал. Успеав да комуницирам и со машки и со девојчиња. Uvek бев заинтересиран за музика, можев да си го организирам својот живот на начин на кој што предпоставам пуно не може, и веројатно бев и помалку арогантен, неверојатно сигурно. Бев помалку арогантен од целата таа работа и кога ти си радијантен на некој начин, светиш, имаш повеќе работи околу себе од другите и неверојатно автоматски другите и некои од другите тоа не им се допаѓа, им сметаат дека ти им сметаш на нив, не знам зашто, али така сметаат и едноставно добивам негативни вибрации, како да ги наречеме тролање. И сега годините поминуваат, јас надградувам на тоа, почнувам да работам, со тек на времето мислам дека малце успеав да се ослободам од таа некоја арогантност која своевремено многу отворено ја манифестирав и мислам дека тоа беше моја грешка. И мислам дека тоа помогна многу луѓе да изнервирам. Поради тоа што најголемиот број од луѓето не гледаат што ти работиш и кој е твојот резултат. Поради тоа што мислам дека мојот резултат од секогаш бил јасен и безпрекорен, од секогаш сум бил вграден во таа создавање на современа македонска културна. Може би мислеле дека твојата обврска е да ги одоброволиш. Па знам, ама за жал не. Јас сум се трудил да ги оброволам на разни начини. И долго време, знаеш, од некој арогантен начин до некој баш културен и фин начин. Да ги одоброволам, да им објаснам дека не сте право. Слушај, да се фокусираме на битното, не гледате у мене, гледате ова што го работам. Знаеш, пошто не сум ја битен, битно е тоа што го работам. И кога ќе помине времето, ја па нема да бидам битен, ја може и ќе бидам заборавен. Али сигурен сум дека дел тоа што го работам ќе остане и нема да биде заборавен. Така да но помина одредено време и сватив дека нормално како сваќав дека треба да се ослободам од арогантниот дел на она што го представувам на надвор, така сватив дека и немам што да им објаснувам воопшто на луѓето и не треба што. Зашто има многу луѓе на кои можеш да им објаснуваш со векови, они со векови нема да го разберат, пошто сепак решиле дека не сакаат да. Дел од одговорот зашто тоа се случува и заради тоа што токму лежи во луѓето, значи тргнав од себе, но сега ќе морам да кажам и зашто каде они грешат, знаеш. Многу луѓе колку и да се трудат, колку и да се труди било кој, колку се трудат они самите, а тоа зависи од нив највише. Нема никогаш да дознаат и да разберат некои ствари. Нема никогаш да дадат на ниво да може да си дозволат на себе да приметат што е тоа, што се случува и да го искористат. Доброто од тоа што еве рецимо ја го работам. И од секогаш ќе останат затворени во рамките на своите, ајде да речам, скромни, интелектуални, духовни, естетски можности, само заради тоа некоја несреќа, која не си дозволиле да надминат, ќе живеат истата своја несреќа вечно и ќе ги гледаат сите наоколу во рамките на својата несреќа и тие нивни скромни можности и едноставно ќе тролаат за секогаш, без разлика што увек има можност да го надминат тоа и да бидат посрекни и да им биде подобро. Така да тоа е од нивна страна, зашто они се бават со тоа. Но сепак нема никогаш да речам дека се само они криви и јас носам дел од одговорноста. Зборувајќи за среќа, несреќа, имаше несреќа тајмингот да ти биде тотално несреќен кога се појави во една емисија
некаде на почетокот на популарно наречен груевизам и кажа дека сите цркви треба да се запалат, што и за мене беше изненадување на каква реакција сеопшта скандал беше. Дали се уште уште? Да, уште коментира тебе го овој. Треба го одбија. Не знам зашто имам впечаток дека во 90-тите тоа не би било толку таков момент како што беше во тој момент и уште е. Меѓутоа, дали од тогаш до сега малку си попрагматичен на тема религии, на тема идеологии, или се уште си анархист и стоиш на тоа дека укинувањето на тие структури, на тие структури е нешто кај што треба да се насочат луѓето за да имаат посовршени општества. Ја доаѓам од попска фамилија, значи Попов презимето го имам добиено од поп, кој работел во манастирот Свети Георги во Валандово, некаде кон крајот на 19 век, заклал турчини и отишол во Ајдоци. Да не објаснам како дошло до тоа, али кратко речено заклал тој некој Ага Бек што бил таму, го укокал и отишол у Ајдоци и од тогаш више не се бавиме на тој начин. Со религија, фамилиарно сме вон Исус Христос и неговата бајата доктрина. Тоа била причината зашто се ја отфрлил религијата. Убиството на не убиството, него едноставно сме сватиле веројатно, не знам сега, тука има пуно објаснување и неколку колена како она минува, но јас сум роден во, ајде да речеме, глупаво е да речем она фамилија која не верува у Господ, например. Таму роден сум. Едноставно не верувам у Господ више неколку генерации. Нема врска ни со комунизмот тоа кај нас. И растен сум така, но никогаш не сум растен да не ги почитувам уметничките дела. Сега, како и секој млад, историјата, целата црквена, мислам, добро сум запознат со тие работи. И како мал сум учен дека не верувам дека нема Господ, али идеме у цркви и ги гледаме иконите и разговараме на таа тема. И сега, како и секој млад човек кој е многу силен во своите согледувања, така и ја едно време бев многу исклучив околу целата таа работа и ужасно ми смета целата таа. Мислам да бидеме реални. Мизерија на организираната религија, црквата наша, православна или католичка или било која муслиманска вера, било која, свеедно ми е. Мизерија е тоа. Мислам да она организираната религија е мизерија. Да не се лажеме. И ја бев доста исклучив долго време и тоа го кажав на крилјата на мојата исклучивост, очигледно не баш многу тактичко нешто да се каже така јавно. И да, во 90-тите тоа нема да беше пречекано така на нож, али како што и знаеш и ти, македонското општество многу се реконзервираше. Нели? Па не е чудно, нормално, мислам дека простотилокот беше цело време присутен тука, но некако... Чудно е затоа што ја очекував дека еволуцијата ќе продолжи, дури мислам дека и тебе те гледа во некој филм од 90-тите за 103, кај што ти си исклучително оптимистично настроен и за Скопје и за нас. И тој оптимизам јас го делев со тебе, мислев со секоја генерација ќе одиме едно скалило погоре. Така учевме дека така иде еволуцијата, ама еволуцијата не иде баш така. Мора некаде да се вратиме малце назад за да може да продолжиме да идеме напред и тоа доаѓа со возраста. И ја го сватив тоа подоцна, дека не може баш така. Дека нема баш да ги укинеме работите кои се назадни, кои се мизерни за да отидеме напред. Други меѓу време сватив и дека и организираната религија си има своја сеуште, има своја корисност, своја цел зашто постои во општеството. Она очигледно ги контролира најниските слоеви за да бидат мирни и да веруваат колку толку во нешто, поради тоа што ако најниските слоеви, таа маса не се контролира, тоа е огромна маса. Ја мислам дека постои опасност тие живи меѓу себе да се изедат и да го изедат остатокот на општеството. Буквално одиш низ улица и та јадат жив, те гризат со заби. Они се спремни на тоа. И ова реконзервирање на општеството, ја мислам го гледам баш пак како некоја еволутивна заебанција, заради тоа што не можеме, знаеш,
примитивни беа македонците на крајот на Втората светска војна, ужасно примитивни беа. Да не се лажеме. И социјализмот одеднаш дојде и им даде некои многу високи стандарди, кои они не беа баш спремни да ги прифатат, ама им беа наметнати помалку на сила и они се гледаа себе или мораа да се однесуваат според тие стандарди. Исто така се гледаа малку во македонците се гледаа малку во светло на југословенството и југословените и тоа беше малку понапредно него она што се. И македонците имаат Тито на секој брдо, нели? Кога помина Тито, одеднаш црква стана на секој брдо. Значи македонците мора веруваат во нешто и тоа реконзервирање, значи се препакувавме назад од конзерва у помала конзерва и денеска македонското општество е она банално конзервирано општество, ужасно. Она испод секој ниво, меѓу најлошите во Европа. И мислам заради тоа волку скандалозно звучи сето тоа, но во меѓувреме го разбрав сето ова и веројатно сега ако би искочил на телевизија, она веројатно би избегнал повторно истите зборови да ги кажам. Баш така. Али не е битно, ги кажав зборовите и тие зборови стојат. Па, не знам, можда да. Веројатно да. Поради тоа што, знаеш, не би ги убил, знаеш, глупо е, немаш да ги убедеш така, нема да го подобриш општеството ако ги убиеш сите така. Да. Нема да доколку во Југославија не бе тие се уште треба да ги држиш под контрола, знаеш. Мислам, тие работи мора да си го знаат своето место. Очигледно имаат луѓето потреба од религија. Ево, меѓувреме и ја разбрав која е мојата религија. Да, јас сум прилично самостоен, дечко не ви се крстил ни анархист ни ништо од тоа и имам своји одредени системи на вредности и верувања, нели? Кои можам да ги набројам, кои не се во рамките на едно нешто, него се прилично дивергентни, али во мене се спојуваат во еден систем. Додека ја дури постојам. духовен? Да, секаков. Духовен, материјален, внатрешен. Идеолошки. Значи ја мислам дека целокупноста на тие системи на верувања и начини на однесување ја создаваат мојата, еве ќе речем, религија. Не ми се допаѓа зборот, али ќе го искористам. И како мене не ми треба, нели, да одам попот да ми каже што да правам, да се молам на Господ. Можам да разговарам со Господ било кое време, сам со него. Не морам нигде да идам. Значи цело време сум у едно високо чувствително естетско религиозно стање. Али не може сите така. И ја морам тоа го почитувам. Не може сите, ако не им каже попот да не силуваат, да не убијат, некои ќе отидат, ќе силуваат и ќе убијат, да не се лажеме, претходно кажав. Живи меѓу себе, македонците ги пуштиш без Господ. Живи ќе си заедно меѓу себе. Ќе си ги олјупат кожите, ќе си ги олјупат домовите едни на други, ќе направат многу лоши работи. Мислам дека сме на многу ниско ниво, искрено. Така да им треба на луѓето една таква некаква константа, некој концепт на верување, они пак ќе бидат лоши, пак ќе бидат грозни, пак ќе бидат одвратни, отвори интернет ќе видиш какви се. Пак ќе бидат долни. Ама сепак само ќе го зборат тоа, ама нема го направат 99% од нив. Така да религијата се уште игра голема улога и битна е со тоа што мислам дека е едно модерно општество. Би требало да си го знае местото. Да си го знае местото, а тоа политиката ми да го постави местото, да не биде ваква како што е денеска. Било која религија во Македонија ќе се согласи со мене, ама диве буквално наоколу и мислам дека и таа стана перверзно издание на самата себе. Да, баш така, пошто е неконтролирана. Знаеш, и она знае дека ги најниските слоеви ги контролира и контролира на еден гаден, долен начин. И флиртува со нив. Да. И тоа е оно што ми смета. Сепак би сакал да го видам народот, оние најниски слоеви на повисоко ниво. Не би сакал да зборам на овој начин за најниските слоеви, би сакал најниските слоеви да бидат многу покултивирани и да не бидат толку многу во канџите на најодвратните Да, сега може би да ги читаме секој ден. Бувла на нашето општество, како што е, например, религијата. Уште еден Организираната религија, пардон. Уште еден контроверзен момент кој што го имаше, тоа беше дека Скопје е диагноза. Од тогаш дознавме на што мислиш, бидејќи, нели, за тие што не знаат, си бил окупиран во тој момент толку многу на тема Скопје, што дури си помислувал дека
таа окупираност преминува во диагноза. Сепак Скопје станува твојата муза и сега во овој момент е растргнато помеѓу стагнација, а од друга страна ќе биде и европски културен град во 28 има нова свежа сцена, од друга страна и градот на Шубов пак никнува, а во моментов кај тебе кој сентимент доминира, дали загриженост, гордост, докаде си во врската со Скопје? It's complicated. Не види од мал, ја бев растејќето на таа поп култура од почетокот на 80-тите или крајот на 70-тите, пошто ги фаќам дури и 70-тите. Помалце, толку сум стар. Од секогаш бев прво бев сомничав кон град, али некако многу сакав и некако како растев и како сваќав некои работи. Растеш у центар, така? Да. Градски зид, таму сега и живеам. Бев, чекай, зашто сега Лондон, Њујорк, тоа, Берлин. Зашто дај ние Скопје да кул, знаеш. И тоа е оно што мене ме води цел живот. И ја цел живот само сакам овде да ми биде добро како било кој светски град. И целиот мој начин на размислување, а потоа и начин на делување, го организирав во правец да мене ми биде овде добро како во било кој водечки културен град во светот. Мене да ми биде Скопје како Њујорк, како да сум у Берлин, како да сум у Лондон. И како растев и се развивав и како успевав да дојдам во комуникација со разни светски градови, сватив дека ако не цело време, барем делумно во одредени места и во одредени периоди, Скопје успева да живее на едно поприлично кул ниво и дека на моменти би можеле да се споредуваме и со некои такви светски центри. Нормално континуитетот е главен проблем овдека, но барем што се однесува до мојот приватен живот или она што го работам, континуитетот е воспоставен. И се надевам дека работата на многу други луѓе, а со тек на време и работата на властите ќе помогне да воспоставиме подобар континуитет на барем еден културен живот. Диагноза. Тој мој ангажман околу Скопје, значи да има ова, да правиме ова. Често и многу пречесто, дори би рекол, се рефлектира и во она што ја го пишувам или тие мои песни. И диагноза дојде од како резултат од една моја загриженост пред се од себе, дека пишувам премногу за Скопје и дека спомнувам и зборам премногу за Скопје. И премногу целата таа некоја љубов е премногу отворена и вперена кон Скопје, премногу е видлива више, да на ниво да е невкусно, знаеш, пред некој време зборев за како ме нервираат тие поствоени писатели, или тој поет, писателот е инспириран од својот град, од своето родно место и онда тој твори за него. Се роди во сиромашна фамилија. Да. Ја се гадам од тоа, уствари јас сум станал тоа. И си викам, добро, ми рекој напишав една песна, градот ме тера да пеам, која е одлична песна, by the way, со PMG ја снимевме. И која напишав таа песна, баш ова, почнав да го мислам за себе и си реков, може би е време за кратка посета на некој санаториум, да идам да одморам, знаеш. На село. И дека тоа е моја диагноза. И онда бев поканет да кажам нешто на едно политичко рели во екот на тие последни локални избори, на кој ја нешто требаше да кажам, зашто ми е окей овој градоначалник. И јас при претходно имав многу незгодна комуникација со тој градоначалник, баш бевме у тешка кавга околу некои работи, они сакаа да постават директор на една институција, каде што ја не се согласував со тоа, па ја организирав отпор и така натаму, и со тој градоначалник бевме отворени непријатели долго време. Но понудата на тие избори од другата страна беше толку бесрамно лоша да ме поканија дали би кажал нешто добро за овој градоначалник кој до вчера го напаѓаше. Реков, да, важи, ќе кажам нешто, ќе речам дека мене ми одговара. Никој не слушаше што кажував за градоначалникот, он само гледа дека сум се појавил. Али кажав дека ми одговара да има вакви политичари, заради тоа што можеш да влезеш кај нив и да се договориш, да добиеш нешто со тебе ти одговара. На крајот на денот сите ние сакаме да имаме политичари кои можат да не слушаат што бараме од нив и да го даат тоа, пошто за тоа ги гласаме. Така. И успут кажав дека Скопје, мислев дека е моја, но ако подобро размисламе на сите нас диагноза и ќе треба да го решаваме тоа.
За жал, никој не слуша што кажувам, ме напаѓаа доста тој период. За таа диагноза, всушност никој не слуша ништо освен зборот диагноза. Да, и мислам дека ни самите не знаат точно што Што- напаѓаат кога само звучи надвор од таа политичка риторика и сега И Мирко Попов лудак од диагноза, Да, кретен, лош, да, лош, да. и ме нападна доста. Мислам, добро, не, ја знае дека имам нападнат, знае дека никој ништо нема да слуша, али го кажав тоа чисто поради тоа што знае дека сум на правата страна на историјата, заради тоа што мене ме интересира Скопје да има добар градоначалник, мене ме интересира Скопје да се развива, а не да се руинира. И го кажав тоа што го кажав така, а диагноза тргна од мене пак, нели? Дека јас сум лудакот, а уствари сите сме лудаци, али очигледно испадна дека сум прав дека сме сите лудаци, заради тоа што изгласавме многу лоша опција за нас, така. Океј, сега постфестум е лесно да се правам паметен, но го кажав тоа и напред. Испадна дека сум право многу повеќе од што би сакал да бидам, знаеш, ја не би сакал да бидам волку многу право, дека е ова многу лошо како што е во моментов. Али, знаеш, испаднав многу поуправо него што сакам и од денешен аспект не се ни жалам заради тоа што сепак знаеш луѓето бираат и мора да се почитува изборот на луѓето. Ако луѓето изберат да се самоубијат и да го уништат својот град, ако мнозинството тоа го бира заради тоа што ние живееме во демократски систем и мора да почитуваме гласот на или изборот на демократијата. или како што Бранко Црвенковски кажа, народот нели е најпаметен, дури е во право дури кога греши. Да, за жал, мислам не би сакал да го афирмирам господинот Црвенковски. Тој за мене е можеби главниот кривец за оваа порозност, оваа конзервирање на македонскиот народ, али да, во право е испадна човекот, да. И ова, знаеш, сепак не мислам дека демократијата совршен систем, но подобар до сега не сме имале. И мислам дека ние македонци сме ужасно примитивен народ кој не знае што има, не е свесен за своето. Мислам дека не знаеме уште што е демократија Не до знаеме, крај. ние ни социјализам не знаевме зашто е добро, не знаеме ни демократија. Ја мислам да и по 1000 евра да им даеш луѓето овака на рука, они во еден момент ќе почнат да мрзат тебе што си им дал 1000 евра, пошто не знаат ни 1000 евра зашто се добро. Ќе ги изгазат негде у кладионица, така после ти ќе бидеш крив зашто тоа го направиле. Така да, сакам да кажам дека сакам да почитувам демократијата и не сакам да зборувам лошо за никој, поготово кој е на политичка функција, заради тоа што ние го бираме и мораме да го почитуваме сопствениот избор. Сега сите зборат лошо за нашата нова градоначалничка, но гласаа за неа, така да мислам дека треба да прифатиме и треба да прифатиме дека губиме не заради тоа што она е лоша, него заради тоа што ние го направивме тој избор. И со надеж дека ќе пораснеме во демократијата и ќе успееме да изградиме една пристојна европска демократска држава без претходно да заглавиме во некоја тешка диктатура, што делува као добра возможност за нас. Ние сме спремни и за диктатура, но ќе видиме. Така да, тоа диагноза испадна actually неверојатно добар збор и мислам дека ќе остане дури запамтен, некој ќе гради врз тоа. Имаше и ја потоа песна, така? направи, да. Па таа песна беше као некој јас се зезав сам со себе диагноза и онда кога испадна целата таа заебанција, еве го овој диагноза идиотов, ја реков одлично и ја напишав песната као одговор, пошто ме бараа многу луѓе за интервјуа, за изјава не давав изјава, не ги читав. Нападите не ме интересира. Напади од луѓе со скромни можности. Знаеш, некој што не може да размисли зашто јас сум кажал нешто и што сум кажал, што не ме ни слуша. И сега ја да слушам што он кажува зашто. Не, сакал веројатно да- би барали понатаму продлабачување нели на моментот. Да, ја немам време да се бавам со расправи, со објаснувања со некултурни луѓе. Знаеш, сакам да дискутирам, ама да дискутирам со луѓе кои слушаат, кои знаат што сум кажал, па да разговараме зашто и како. А за шизофренија, хистерија, омраза не ме интересира искрено, немам време за тоа, баш сум заузет со моите работи и не одговарав. Единствен одговор што имав да кажам беше таа песна Диагноза. Тогаш ја направив и издав као одговор на целата Ја има и таа на YouTube. Ја има, да. И одлична песна, actually, доста голем хит под дискотеки, кај што ја пуштам или некој луѓе така пушта. Така да, драго ми е што бев доволно грациозен да допуштам да одговорам со песна. Нешто не сакам да го завршиме разговорот без да те распрашам за Биело дугме. Тоа беше уште еден момент што муабетите, нели, чаршиски малски муабети им паѓаше во очи за тебе, од каде сега Мирко Попов и Биело дугме, како се поврза нешто слично
како реакцијата со твојата нели свртаност кон младите поп музичари, така и со Биело дугме. Па и видео секс, тоа до душа не ми изненадува толку. Меѓутоа, тој чобански рок сепак беше изненадување. Од каде е љубовта, доцната љубов кон Биело дугме? Ја кога растев Биело дугме баш ги мрзав. Увек беше она чобани цркните. Али тоа е повторна ароганција. И тоа е повторно можеби одговор на одредени видови на луѓе у тоа време кога јас сум растал. Знаеш, сепак некои работи не ги сакаш и заради тоа што некои луѓе ги сакаат и онда ти мора да бидеш вон тој контекст. Не можеш со тие луѓе да бидеш на исто место. Така да сепак, знаеш, сите тие луѓе, повторно ќе се вратиме на луѓето што коментираат. Има една песна од Полувија, ќе илустрирам тоа на едноставен начин. Change. Знаеш, ако не прифатиш дека ќе се менуваш, ако не се менуваш, имаш голем проблем. Голем проблем у животот. Прво нема да бидеш среќен. Еве, прво и последно, нема да идам понатаму. Ја не знам зашто луѓето не ќе да бидат среќни. Али тоа што не се менуваат ги фрла у дупка. Поради тоа што кога ќе останеш на едно место, онда си таму, све се поместило, а ти си останал таму. И онда веќе не знаеш кај си. И онда не ти е добро. Пак мислам дека се навлечени на приказната, на што ја знаат. И таа траурност, траума, несреќа е нешто што им е познато и го поврзуваат со нешто што е дома. И па мораш да најдеш начин како ќе искочиш од тоа. Као што ете ја најдов начин како ќе искочам од мојата негација на Биело дугме и на целото тоа нивно. Растеш, сваќаш дека како се менуваат работите, како ти се менуваш, како сваќаш повеќе. За сите работи за кои што си мислел дека се знаеш, цело време дознаваш повеќе. И ниедна приказна од историјата или од било кога не е затворена. Секогаш постои нов агол, секогаш постојат нови информации, секогаш постои тоа дека ти си се променил, си пораснал, знаеш повеќе и онда можеш да видиш повеќе од што се гледа порано. И нормално се до тоа надградено на некои песни кои дефинитивно ми се свиѓале кога сум бил мал, ама сум криел. И онда поминува времето. Guilt pleasure. Па дури не е ни тоа, едноставно ми се свиѓале, не сум кажал. Не знам дали е guilt pleasure. Знаеш, ја искрено ги сакам тие песни. Која етапа на Биело дугме највише ти се допаѓа? Па некоја етапа, сум сакал некои песни. Али кога сум бил мал сум сакал некои рандом песни. Сега кога пораснав и од кога сватив дека чекај, ова е многу повеќе од она што ја сакав да гледам у него. И онда гледам дека е многу повеќе, го разбирам историско, општествено, културно, политичкиот контекст на Биело дугме, што они вистински представуваат. Па и музички. Па и после и музичкиот. Почнувам да преслушувам, прочитувам некои книги и сваќам дека Биело дугме е материјал за учење на факултет. Треба да се учи тоа на факултет. Не само музички агол, него од секој агол. Ако било што на ова подрачје е доволно комплексно, вредно и сеопфатно, онда е Биело дугме. И целата таа, да речеме, опозиција на Биело дугме, они нов бран југословенски, доста опозиција на Биело дугме. И е на тој концепт воопшто обратно. И онда јас сум растен на тоа. Онда сум растен на опозиција на Биело дугме, онда да научам што не чини или зашто тоа може да не е баш дека скроз не чини. Така да сето тоа беше некое, нели, аналогно со некое мое растење и интерес да дознам повеќе не само за нив, него и за себе, заради тоа што дознавајќи за таа Југославија, тоа време и таа музика од тоа време дознавам и за себе повеќе. Така да, ја ќе ти додавам уште нешто од целата приказна. Мене ме гледаш како некој што се бави со народна музика. Не, така. И па, во моментот работам на издавање на плоча на распеани Валандовчани. Тоа беше оној пост на Facebook што го... Да, бевме таму, ги снимавме и сега ќе ги знам. Например. Значи, ти илустрирам дека не уживам да останам у својата комфортна зона. Све што научив, меѓу другото е дека не треба да бидам тоа што сум бил до вчера, дека треба да ги проширам хоризонтите и да сватам дека секаде нешто има некоја вредност која може да ти заврши пред се тебе работа духовно и едноставно таму да бидеш таму кај што не си бил до сега, ќе бидеш поли, поинтересен, ќе знаеш повеќе. И ако сето тоа го правиш на еден културен, не вулгарен начин, онда па е дел од она што си ти. Така да и не само тоа, и по други прашања цело време се обидувам да искочам од таа некоја моја комфортна зона, поради тоа што више не се осеќам толку веќе комфортно во неа, како порано. Ова што го кажуваш ме носи практично на воведот.
прашањата кои што сакав да ти ги поставам, со кои што сакав да го отварам разговорот, а се уште не ги поставив, меѓутоа едноставно ме повикуваш, ме каниш да ги поставам. Кога си бил мал, што си сакал да бидеш кога ќе пораснеш и дали има дисторзија помеѓу тој сон и она што си сега, или не си размислувал надвор од моментот? Прецизно, тачно ова што сум сега. Тачно ова сакав да бидам, сакав да правам било што со музика, ама и повеќе од тоа. Дури вака кажував во 4-5 одделение, сакам кога ќе пораснам да имам свој културен центар, да издавам книги, песни да правам, да пеам, да издавам, да пишувам, да правам филмови, да правам ова, да правам она, све да имам заедно. Мислиш дека ти е дофатливо тоа? Па мислам дека веќе го имам тоа. Да, више имам пар години у кои што ја викам дека доби се што сакав, чак сега мислам дека правам некои работи што мислам дека никогаш не би ги правил, само заради тоа што сум среќен и задоволен од тоа што го правам. Успеав дури и себе да се променам на доволно ниво, да можам да ги средам и односите со мојата најблиска околина, кои долго време може не биле баш средени, како што треба да можам да ги почитувам повеќе луѓето кои ме почитувале мене и се грижале за мене и ми дале слобода да го правам тачно тоа што го сакам, за да можам да пораснам, да имам доволно возрастен, да сватам дека сум го добил тоа што го сакам, дека го работам и дека е време можеби ја повеќе да почнам да давам, од што да зимам. Така да го правам тачно тоа што сум го сакал, тачно сум тој што сум мислел да бидам и сега веќе би рекол дури малку повеќе од тоа, заради тоа што моментот кога ќе преминеш дека поише даваш отколку што земаш, пошто ја доста земав едно време, онда веќе сваќаш дека доаѓаме до она Дейвид Боуи што вика секој човек околу 50 години станува тачно она што би требало да биде. Нешто би сакал, него што би требало да биде. И мене изгледа ми се спои со тоа што би сакал. И се надевам дека е тоа што би требало да биде. Така да, задоволен сум. Ке се поздравиме на оваа позитивна нота и ке те прашам дали сега веќе размислуваш понатаму каков простор ке си отвориш или си живееш повторно во моментот како дете? Па, од плановите за иднината или мојата, да речеме, перцепција за она напред што ќе биде. Јас ги правам, ама никогаш не ги правам многу цврсто кај сега ќе биде, него као некоја ниво на комбинација на фантазија, желби, перцепција за себе што би требало, тронка, разум, прагматизам, дел од она што никако не би сакал да го правам, пошто секојаш она што ја не икем да го правам, изгледам морам да го фрлам таму и да го правам тоа што не икем да го правам, поради тоа што тоа е само презимање повеќе одговорност, заради тоа што ја не сакам да го правам во целиот овој склоп на работи кои ги правам, овозможува да ги правам тие работи што сакам да ги правам. Ги идентификуваш. Знаеш, ако не ја сработам работата која што мене не ми се допаѓа, нема никој да ја сработи, за да може да биде у функција на она што мене ми се допаѓа. Така да сите тие работи некако ги зијам на едно место и ги джиткам во некој микс и никогаш нема чиста јасна слика што ќе биде потоа. Очигледно има можности да биде ова или ова, али секогаш имам неколку разни, што би рекол овој како беше писателот на Дина. Не ми текна името, не е битно. Писателот на Дина, Дюн, книгата. А он uvek разгледа некои можни иднини, многу можни иднини. И онда тие се некои можни иднини повеќе сродни една со друга и онда се тука у микс и онда идам кон нешто од тоа. Така да, очигледно ќе продолжам се бавам со она што се бавам, може малце на еден проширен начин. И ќе продолжам да бидам на некој начин давач, обединувач на некој семен или поширок семен круг, али сватен пошироко, значи не само bloodline, него и избрано семејство, некој што се обидува да ги држи некои луѓе заедно преди тоа што му се допаѓаат и пошто мисли дека треба да се биде заедно и пошто кога сме заедно ни убаво и животот не е све у работа, не е се само работиме и правиме контент, него е животот и малку ни е убаво, имаме квалитет на животот. И мислам дека квалитетот на животот се одржува на начин да ја кувам, викам луѓе цело време, правам ручеци, порано тоа не можам да замислам, го правам, покушавам да бидам некоја и сега скоро научи да... Не скоро, работам долго време на тоа, скоро сега сум добар. Иначе работам 20 на години и више на тоа, али сега сум добар и сега сватив зашто треба да ги собираш луѓето. Зашто луѓето собираат да јадат заедно. Знаеш, порано таа формалност ми беше далечна, сега ми е јасна. Може би заради тоа што сум најстар од сите више и сите умреа постари од мене, и родителите и све. И онда сваќам дека
Ја сваќам мокте на собирањето на луѓе. И дека тоа има многу врска со квалитетот на животот и со давањето. И онда сите ти работи заедно, се надам ќе успеам. Оброците се ритуал на заедништво. Да. Јас сум малку стават кога ние тетките јади. Така, сите ти работи заедно, се надам ќе успеам, ќе имам енергија да продолжам да ги правам. Аз сигурна сум во тоа. Само ти посакувам тоа на зрно среќа, кое што е потребно. Тоа е потребно да стигнеш точно таму кај што сакаш да стигнеш. Фала многу, Мирко, беше вистинско задоволство. Да, прекрасни прашања, ужива, фала.